Значи, БЕСА е принципелно поставена во оваа прашање. Како што се и 8 пратеници од ВМРО, ДПМН и коалицијата принципелно поставени и се, еве да ги кажам така, први, не единствени, но први заштитници на идентитетот македонски. Но суштината на БЕСА е преку формулацијата македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија, да не се остави впечаток дека албанците, турците, србите, власите, бошнаците, ромите и сите други во државата ќе бидат македонци. Тоа е суштината. Овде се изнаоѓаат техничките аспекти на решавање. Секако државјанството е македонско. Со македонско и така ќе остане. На крајот нема дилема, БЕСА не бара да се смени идентитетот или слично. А будното око на 8 пратеници токму тоа го прави. Јас сум исто тука и другите пратеници, за да на крајот се изнајдат техничките формулации. На тоа работиме, како државјанството за сите, да биде македонско, кроз граѓани на Република Северна Македонија, а сепак да не албанците и другите помали етнички заедници бидат македонци. Оти не се македонци, се албанци од Македонија, се турци од Македонија, се срби од Македонија. Тука е формулацијата која што се наоѓа и јас сум транспарентен и верувам дека транспарентноста секој пат овозможува да допре процесот да сите, заради тоа што и не сакаме да предизвика непотребни, негативни последици во самиот процес, затоа што навистина е чувствителен. Македонците во државата не треба да се плашат дека некоја албанска партија или албански пратеник бара да биде загрозен идентитетот. Тама работа, сите се бориме за тој идентитет кој што беше оспорен до сега, конечно да биде загарантиран. Албанците го направија тоа и на референдумот и во поддршката на договорот и слично. Истовремено па ние македонците немаме намера некој етничка припадност или чувство да го преиначиме. Тама работа. Тоа се човекови вредности, права и слично. Така да во тој дух се движат разговорите.